Астма, најчеста болест на модерното време. Еве, како против неа. Ова болест влие на 7 до 10% од населението во развиените земји, а тој број е значаен особено кај децата. Во повеќето случаи астмата е поврзана со алергии. Кога алергенот е присутен во околината, имунолошкиот систем реагира и предизвикува воспалителна реакција во дишните патишта. Важно е да се одржува чиста и проветрена средина, особено со избегнување прашина, грини и мувла, кои може да ги влошат симптомите кај лицата со астма или алергии. Избегнувањето на теписи, редовно чистење и користење на прочистувачи со антиалергиски филтри може да биде корисно. Астмата може да се влоши поради различни надворешни фактори, како што се закадениот воздух, тутунскиот чад, силни мириси, ладен воздух или физички напор. Затоа, контролирањето на животната средина и избегнувањето на познати тригери игра клучна улога во управувањето со болеста. Исто така, астмата може да се појави и кај луѓе кои немаат алергии. Овој тип е познат како неалергиска астма и најчесто се јавува кај возрастните. Таа може да биде предизвикана од вирусни инфекции, стрес или изложеност на иританси. Дијагнозата и третманот секогаш треба да се прават во соработка со лекар, кој ќе процени дали е потребна терапија со инхалатори, лекови или дополнителни интервенции.